Драги мои почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на нашиот и ваш подкаст Демократски импулс. Имено оваа прилика ја користам нормално да ви честитам среќна нова година, да сте живи и здрави, во добро здравје. Нас ние ова прво издание оваа година на Демократски импулс, инаку во првата сезона ние вкупно седмо. Така да, денеска ќе имаме повторно интересен гостин, како и секогаш. Денеска ни е гостин Јорго Огненовски, председател на Демократи. Добар ден, Јорго, и чувствувате се како дома во наше студио. Благодарам, како и секојаш што се чувствувам. Сакам да му посакам на гледачите среќна нова година, им посакам многу здраве, среќа, љубов, благодет и успех во животот. Така е, вие сте наш верен соработник, се надам дека нашата комуникација, нашата соработка ќе продолжи во иднина. Се разбира, ќе продолжи за доброто на Македонија и за доброто на народа, на граѓаните. Така е. Кажете ми повеќе, да започнеме со сублимирање на тоа што се случи минатата година. Кажете ми како вие ја оценувате политичката ситуација, политичката состојба, што се случи на нашата политичка сцена? Во 2024 година имавме многу работи. Една од најважните работи беше што имавме парламентарни избори на кои победија дојдоа на власт ДПМН со нивните коалициони партнери Влен и Вреди. Влен, Вреди и Знам. И Знам. Веќе помина скоро 7 месеци од кога стапија на власт. Би сакал да прокоментирам за состојбото од кога дојдоа на власт овие три политички субјекти. За жал, ситуацијата не се промени на подобро. Имаме многу работи, но јас би спомнал неколку од нив, за да не ги замарам гледачите. Тие самите знаат што се случува во последните 6-7 месеци. Една од најголемите катастрофи што се случи со доаѓање на власт нова гарнитура е кога победија на избори на 18 мај 2024 година, почна интензивно одма да ги партизираат државните институции. За жал. За време на изборите зборуваа обратно дека ќе се борат против партизација, поточно ние како демократи викаме криминални политички вработувања. И така тој термин треба да се задржи и заслужува, затоа што не е ова некој си непотизам, ова се полнат сите можни институции и се формираат нови тела, како што се комисии и што не, за да може да се ги вработат своите послушници, гласачи се разбира, јас ги викам малце омилено полтрони, нивни кои што работат за високи пари. Повеќето нив, кои што се вработени како директори, шефови и така натаму во тие комисии, имаат по 2-3 илјади евра месечно плата, додека народот нема леп да јади. Тоа е една катастрофа што ни се случува и секој со доаѓање на нова власт, на нова гарнитура го прават истото. Значи, нон-стоп се врши пополнување и станува нашата администрација побројна, на место да се намалува. Тоа е нешто што одма итно мора да се спречи, но за жал демократи не се на власт, не ја менеджира државата и во овој момент можеме ние да зборуваме и да ја дигнеме свеста помеѓу граѓаните, да знаат сега доаѓаат локални избори, октомври, каде што ќе се избираат градоначалници и советници, па граѓаните нека знаат кои се ДПМН, кои се СДС, кои е ДУИ и така натаму овие сите нивни коалициони партнери, дека добро не му мислат на Македонија. Друга работа е што ова влада направи договор со Унгарија на 1 милиарда евра, од кои 500 милиони веќе се префрлени, 250 милиони ќе одат за општините, се даваат овие пари на неспособни градоначалници и советници, општини кои што кубурат и поточно повеќето од овие градоначалници и советници погрешно, лошо, неквалитетно ги водат овие општина, некои од нив и ги плачкаат општините, како што имаме случаеви, значи денес гледаме што ни се случува, а другите 250 милиони евра ќе се даваат на бизниси, на
се разбира, тоа се бизниси блиски до власта, и замислите, кредито е земен со 3,50 интерес, а овие пари, 250 милиони, ќе им се дават на бизнисите за 1,95 интерес. ВМРО вели дека тој интерес бил најнизок што може да постои. Дали се согласувате вие со ова? Не е точно дека е најнизок, може да земате и понизок, но тоа не е битно. Битно е што ние граѓаните, разликата помеѓу 1,95 до 3,50 ние треба тоа да го плаќаме. А зошто да го плаќаме кога може, наместо да се дава 250 милиони евра на општините, на тие неспособни градоначалници и советници, требаше, и се разбира, тука е една многу важен фактор да спомнаме, ова е на некој начин се врши пред овие локални избори, обризгување на пари во општините, каде што нивните блиски бизниси ќе ги добиваат тендерите, и ние знаеме како функционираат сите досегашни влади, се плачка на големо преку тендери, ќе си ги финансираат своите избори и така натаму. Ова јас како демократ, како председател на демократи, го викам подкуп на граѓаните, на гласачите за локалните избори. Друга многу важна работа е овие 500 милиони што се земени, и сега ќе земиме уште 500 милиони евра, кои тие 500 милиони евра ќе одат да се плаќаат кредитите, врските од претходната влада, а и се разбира не е само од претходната влада кој што владееше Дуи СДС 7 години, тоа е исто и ДПМН не владееше со Дуи пред 7 години, така да сите не задолжуваат и веќе 33 години постоиме како независна држава, ние постојано тониме во долгови. Ние како демократи велиме дека требаше овие сите пари што ќе се земат како кредит, ние да ги финансираме. Еден пример кажувам и секогаш го кажувам, за полесно да биде за граѓаните и гласачите и народот што слуша, да свата дека ако земиме кредит од милиарда, 2 или 3, ние треба тој кредит како држава, бидејќи народот еден ден ќе го враќа повеќето од кредито, да го финансираме во капитални проекти, градење на фирми, фабрики, производствени погони, како што се електрани за производство на електрична енергија. Пример, земам сега со Чебрен на Црна река. Ако ние тој проект го изградиме и е во собственост на државата, поточно на народот, на граѓаните, бидејќи ние го финансираме, самиот тој проект ќе се исплаќа. Тоа значи ќе произведуваме струја за помалце пари, поевтина струја, ние нормално ќе ја плаќаме таа струја како граѓани и автоматски ќе си исплаќаме. А вака што се случува? Ние на некој бизнис му даваме кредити поволни со неверојатно 1,95 интерес, и исто така 250 милиони ќе ги фрлиме во подкуп на гласачи и во општини каде што ќе се градат тротоарчина, патчина, канализација и по некоја градинка. Значи, ние секогаш, за жал, имаме влади во последните 33 години кои што и да не крадат, а крадат, и да не крадат, се неспособни да ја водат ова држава, и како што кажав, најважно, креираат преку овие тендери нивни тежок криминал. Затоа јас викам политичкиот криминал, а политички криминал доаѓа од властите, значи од функционерите. И тој политички криминал стимулира, поттикнува и поддржува стопански криминал, мито и корупција. Зборуваме да се уништи корупцијата. Како ќе ја уништиш корупцијата кога властите, повеќето од функционерите се криминалци? Гледате што ни се случува со приказната со Соединетите американски држави, со црната листа. Не имаме веќе 2-3 повеќе години луѓе на црната листа. Ние на влада нема преземено мерки да кажи да, Америка ни дава податоци, ние да продолжиме со тие податоци и да земиме кривично, да отвориме предмети за овие сите што се на црната листа. Нема
предмети отворено. Сега тргна веќе. Па сега Артан Грубиот ко замина, исто како Груевски во Гепек наводно, што замина така да тоа е еден договор помеѓу политичките партии како што е ДУИ, СДС, ДПМН. Си го пуштија Артанче да си замини како што го пуштија и Груевски пред 5 години. Трагедија невидена и друга работа е покрај тоа што не вложуваат во капитални проекти и овие што ги зедоа кредитите и порано и сега, за да ние почиме стварно да градиме производствени погони, фабрики и така натаму, за да можеме да ги вработуваме нашите граѓани, поготово младите, да заработуваат добри плати, стандардот да ни се дигни. Ние со некои си измислени кредити кои што ги земаме за некапитални проекти, за да можат пола од нив најверојатно да ги пикнат од джеп владеачките партии. Со тоа успеваме и премногу сме успешни, поточно владеачките партии, да не ги бркат младите, повозрастни, стручни кадри од Македонија и да ни се уништува нашата држава, економијата, да не зборувам за здравството, да не зборувам за образованието, да не зборувам за инфраструктурата, колку години со децени се гради патот Кичево, Охрид, Битола, замислете 40 километри ќе го граделе за 4 години. Тоа е рамница, тоа е веќе на некој начин, таму има пат, само треба тоа да се прошири, да се реконструира и така да ние фактички да сме на една позиција, на место да вложуваме и ако треба и ќе земиме 10 и 20 билиони евра кредит, но тие кредити да се вложат во, како што кажав, во фирми, фабрики, во електрани за производство на електрична енергија, во патишта кои што ќе ни овозможат брз транспорт на стоки и на луѓе и ќе привлечиме странски капитал кој што би сакал да доаѓа овде, затоа што ако немаш се разбира патишта, ние од Битола, јас сум битолченец, ама живеам Скопје, Битола на релација, значи јас доаѓам од Битола до Прилеп 40-50 минути, на секој 15 метра патот е партал направен. Добро, дали може би е навреда кон македонскиот граѓанин, кон македонскиот гласач на крајот од денот еден автопат од 40 км да се прави 4 години? Па видете, Ова дали е смешно или е трагично? ова е трагично затоа што кажав еден пример, дали е тоа со Индија, Кина, Америка, не е битно каде, тие прават автопати по 50-100 км со две ленти во еден правец, прават за 3 дена, 5 дена, 20 дена или 100 дена. Ние кај нас све е ова споро, бидејќи, видете, еден пример ќе дам со општините, Битола, Скопје и каде било. Градоначалниците почнаа сега да градат улички, поточно да ги реконструираат, ќе скопат 50 метра, 100 метра, 200 метра улица на 10 места и цел град го направи хаос. Затоа што не знаат да менаџираат ни со општините, па ни со државата. Но да се вратам на суштината на нештото, во овие 7 месеци имаме катастрофално здравство кое што постојано пропаѓа. Имаме човек кој што беше во времето на ДУИ СДС министр за здравство. Сега тој истиот пак стана министр на здравство, што беше многу неуспешен, па го наградуваат партнерите, бидејќи кога влегуваш во коалиција, таму не се разговара дај да направиме врвна економија, да се бориме против криминалот, корупцијата, да имаме врвно здравство, образование. Што се разговара на тие маси, кажете? Таму се разговара кој што ќе добие, колку директорски места, колку министерски места, значи колку фирми ќе контролираат одредени коалициони партнери. Поточно кажам, но таму никогаш не се разговара дај луѓе да седнеме да средиме криминалот. Значи не кој што може, не кој што сака. Јас сакам ова, дали имам за тоа кадри, тоа не е важно, дајте ми го мене тоа место, ако ве сватив. Па видете таму, еве погледнете по министерот. Значи човекот нема појма од здравство. Да, тој е по професија лекар, но беше ни покаже дека ништо не направи добро за здравството.
И се ние пак, поточно властите, го ставаат министер, бидејќи имаат направено договор. Скажуваат едноставно, вреди, вели ние, или кој да било знам, бараме 3 министерства за здравство, за образование, за економија, бараме 30-50 директорски места, кои директорски места после има возможува да вработат уште 50-100 своји партиски полтрончини. И така ја обогатуваат нашата држава со непродуктивна работна сила на место да имаме продуктивна во производство. Дали е тоа во земјоделие, дали е тоа во производство на струја или фабрики како што се производство, секојаш спомнувам, дечка храна, ќе произведуваме точаци, ќе произведуваме се и се што ни е потребно и што можеме ние, бидејќи ние сме земја кој што не располага со огромна сума на капитал и немаме огромна бројка на иноватори и научници. Кај нас имаме доктори на науки, за жал, и тоа се покажа дека повеќето од нив, можем слободно да кажам, ги имаат купено или добиено со пријателство дипломите, како што е премиерот Мицковски, кој што татко му го направи да биде асистент кај него, па полека да заврши магистерска, докторски и сега денес ни е премиер кој што се шета и за жал отвара секојдневно како неговиот претходник криминалец Груевски кој што избега и има азил. Значи И често пати од таму ни праќа писма. Да, ни праќа писма и не поздравува и сега и за ни честита нова година и нормално тоа е наводно жртва. Ако беше невин, немаше да бега, се разбира, невин човек не бега, како и Артан Груби, и сакам само да кажам дека го следи Мицковски во фрлање на лопати, отварање на спортски сали, отварање на трговски центри, а на Македонија порака да му пуштам на премиер Мицковски дека мој пријателе, треба да отвараш фабрики, каде што ќе вработуваш нови луѓе, кои што млади и повозрасти стручни кадри, каде што ќе имаат високи плати и нема да чека стално некој во од нашите индустријски зони да дојде од странство и да гради фабрики и да чекаме дека еве толку имаме надвор инвестиции. Ние не треба, тоа е добро дојдени се да дојдат, да инвестираат и така треба да биде, бидејќи Македонија треба да е отворена према Европа и према светот, но ние треба едно да сватиме, господине Мицковски, дека ако не почнеш да градиш фабрики, електроцентрали за производство на струја, ако не почнеш да ги вработуваш младите, да имаат високи плати, за 5-10 години, 15, Македонија ќе се распадне. Ни ти ќе ја спасиш, ни никој ќе ја спаси. Затоа што без млади, кои ќе заминат, или кога немаме стручни кадри, како што се научници, иноватори, а не денес, ние имаме колку сакаш луѓе со докторски дипломи. И што прават тие доктори? Што има допринесено во економијата, во здравството и така натаму? Ништо. Само титула е тоа. И повеќето од нив се разбира ги имаат купено. Дали, еве, кога сме веќе кај инвестициите, дали мислите дека тие роуд шоуа што ги правеше на времето Никола Груевски беа на некој начин добри за привлекување инвестиции од странство, или мислите дека, или можеби ви имате некоја друга стратегија околу тоа поле? Видете, све е добро кога се работи за промоција на Македонија и привлекување на странски капитал. И можам слободно да кажам дека сите форми треба да се користат. Но треба една да знаеме, дека ние имаме огромна конкуренција за да привлечиме странски капитал. Прво треба да имаме работна снага. Треба да имаме стварно врвни стручњаци. Да имаме млади луѓе, наместо да ни бегаат во странство, треба тука да се тие. А знаеме, последните 10-20 години стотици илјади млади луѓе заминаја. Значи, тоа што е останато во Македонија има квалитет, но се намалува секојдневно повеќе и повеќе. Мене ми е многу жал да кажам, но еве ние имаме конкуренција од најмоќните држави во светот, како што е САД,
па Јапонија, па Кина, па Русија, Германија, бидејќи тие привлекуваат странски капитал. Значи можам слободно да кажам дека амерички фирми во Германија отвараат своји фабрики. Исто пример јапонски, како што е Toyota, Honda. Значи исто и јужнокореските фирми за производство на коли. Значи тие отвараат фабрики во Соединетите Американски држави. Бидејќи таму има многу повеќе народ, поголема куповна моќ и нормално државите викаат што ние ви ги купуваме колите, тука ќе ги произведувате за да вработувате. Значи не е ова така, па ние држава, па сите ќе трчат бидејќи е поевтина работната снага. Не е точно тоа секогаш. Да, помага да ти е поевтина, но треба да пазиш колку ќе биде поевтина. Не можеш да ги ти понудиш нашите вработени за без пари да работат. Тоа е страшна работа, затоа треба ние уште во средно училиште и да не зборам факултети, треба кога некој ќе излезе од средно училиште, факултет, тој треба, поготово стручни училишта, треба да биде спремен. Не можеш ти да завршиш медицина после 5 години или ти треба уште 40 години пракса. Глупости не виден. Ти или да учиш за бравар или не знам за електричар во овие стручни училишта, механичар, ти кој ќе завршиш тие 3 години колку е училиштето, треба да бидеш, да знаеш одма да може да те користат луѓето. Значи ние треба малце со тоа да поработиме и да сватиме дека конкуренција има огромна за привлекување на капитал, но независно од тоа, што е друга опасна работа и што е многу тешка, утре другина во секој момент овие странски фирми може да заминат оттука. Па знаете колку фирми беа отворени во Кина во последните 20 години. Повеќето од нив заминуваат од Кина, одат во Виетнам, пример зборувам, или Индија. Индија има повеќе од 1.4 милиони, ја надмина по број на жители Кина. Но тоа не значи дека Кина има огромна куповна моќ, бидејќи има 1.4 милиони граѓани и таму ќе има фабрики, но заминуваат затоа што секогаш овие луѓе што доаѓаат, што инвестираат, ако најдат негде подобра работна снага, или поевтина, или слично, или подисциплинирана, поквалитетна, постручна, ќе заминат. Ќе остат фабриката во еден ден, ќе си заминат. Затоа јас велам дека владата наша, моментално што е на власт, или ние како демократи, како партија, граѓаните ден ќе не дадат овербата, ние ќе ја менеджираме ова држава. Бидејќи знаеме како имаме луѓе стручњаци во Македонија, има во изобилство, стручњаци кои што може да ги користиме, честни луѓе, не партиски војници и такви глупости, а и се разбира може и да повикаме помош и од странство од стручњаци, да креираме на врвна економија, врвно здравство, образование, инфраструктура, да спасиме животната средина, а не ние денес имаме пример се зборуваме што направиле во овие 7 месеци новата влада за животната средина. Ништо. Цело време истата приказна. Како доаѓа нова влада? Знаете тоа, просто народски кажаме, многу време зема да се исчисти. Многу време и не преземат никакви конкретни мерки. Зборуваат за некој електрани на сонце, на ветер, ќе се изгради нешто, зборуваат за некој, да речеме, превозни средства како што се автобуси, електрични и така. Тоа не е доволно, тоа треба конкретно и одма сега. Како се доаѓа на власт, како се почнува да се менеджира државата, одма треба да се решава тој проблем. До кога ќе го имаме проблемот? Скопје вчера беше најзагаден град во Европа. Битола, Тетово и други градови, Куманово, не трујат секој дневно. Што имаме ние во Скопје? 500.000 жители, во Битола има 50.000, Куманово 60-70.000, Тетово исто толку. Нашите градови се загадени исто, малце помалце или повеќе од Нью Делхи и некои други огромни градови кои што има 20-30 милиони. Каде е таа логика? Значи, на ниедно поле 7 месеци немаат конкретни мерки, зборуваме сега за животната средина. Немаат конкретни мерки за економијата, немаат конкретни мерки како да подобрат здравството, бидејќи нормално си донесува неспособен министер за здравство. Исто така
во здравството, во образованието, немаат конкретни мерки. Што е тоа образование? Да не можеш да се справиш со продавање на дипломи? Да отвориш како што на времето на Груевски, кај што му текна, отвори факултети. Значи, зошто? Па таму, знаеш, да не трошат сите во Скопје. Не е поентата, треба да отвориш доволно факултети колку ти се потребни. А не да отвориш 100 факултети, а ти се потребни 5 или 10. И треба да водиш политика. Колку ова година ќе ти заврша за лекари, колку економисти, колку инженери, колку медицински сестри, како така, само ајде пушти ги луѓето, нека трошат пари и после нема работа. И после ќе ги лажиш со книжки, дојдете во партијата, гласајте за нас, носете луѓе за да победим на избори, не се секирајте, ќе вработиме сите. Измама невидена, манипулација невидена. Така не се гради држава.